малку повеќе фокус, внимание ќе дадеме за пациентите на дијализа, но и што значи да се биде медицинска сестра на дијализа. Инспирирани сме од еден убав настан или од една убава конференција која што се случи од 10 до 13 септември во Роттердам во Холандија, каде што се одржа 50-та меѓународна конференција на Европската асоциација на медицинските сестри кои што работат на дијализа и трансплантација, и можеме да споделиме дека нашата денешна соговорничка со која што ќе имаме можност да се дружиме и да поразговараме во продолжение, ја доби наградата за најдобра презентација. Сокица Геговска ни е тука во студиото. Сокица, ви посакувам убав почеток, но и нов работен ден и за вас. Добре ни дојдовте. Ви благодарам. Ќе упатиме официјални честитки за ова награда која што сте ја добиле, а вие ќе ни споделите импресии од конференцијата и што за вас лично, со оглед на тоа што сте медицинско лице, со години сте во оваа проблематика, со години работите со пациентите на дијализа, што за вас значи да се биде дел од една ваква елитна, реномирана конференција и да се добие токму ваква награда? Да, убаво е чувството кога одите некаде надвор од границите на нашата земја, на една ваква меѓународна конференција, каде што активно присуство имаат членките на Европската асоциација на медицински сестри кои што работат на дијализа и трансплантација од Европа. Меѓутоа, таа се нарекува Европска асоциација, меѓутоа таму членуваат и колешки од Азија, од Блискиот Исток и од Австралија. Така да има голем број на учесници. Оваа година имаше преку 300 учесници, 80 на устни презентации, 50 на постер презентации. Пак речам, убаво е кога ќе се споделат искуствата, да видиме ние од нашата мала земја докаде сме во рамките на оваа проблематика, дијализата во европски, во светски рамки. И со задоволство можам да кажам дека од она што го видовме таму, можеме да кажеме дека нашите пациенти добиваат квалитетна дијализа. И во нашата земја дијализата е на високо ниво. Да. Со што конкретно вие се представивте, што таму презентиравте за поголемата јавност која што беше присутна и во моментов и гледачите имаат можност колку толку да ја доловат атмосферата. Ова е моментот кога го добивате и признанието. Со што конкретно презентиравте? Јас ја презентирав темата квалитетот на спиењето, на сонот, на пациентите на дијализа, поврзано со другите домени од квалитетот на животот на нашите пациенти. Тоа е еден труд кој што произлезе од една анкета која што ја спроведувавме на нашите пациенти во 2021 година во нашите 9 центри за дијализа. Ние како компанија имаме 9 центри во Македонија, околу 650 пациенти вкупно има сега во моментов. Анкетата ја направиле 600 пациенти. Целта ни беше значи да видиме каков е квалитетот на сонот кај нашите пациенти и да видиме што можеме во иднина да направиме за подобрување на овој сегмент од квалитетот на животот. Претпоставувам многу клучен момент е да се има квалитетен сон. Секако. За секој еден човек, особено за оние кои што се на дијализа и поминуваат, претпоставувам, низа се соочуваат со низа предизвици во текот на таквиот начин на живење. Да, секако. Конкретно, ова беше само еден сегмент од таа анкета за квалитет на живот, инаку таа анкета опфаќа 22 домени од животот. И ние правевме корелација на спиењето со останатите. Значи, од демографски аспект, поврзано со полот, со васкуларниот пристап кој што го имаат како пристап за дијализа, дијабетот, со возраста, со дијализниот стаж. Тоа е периодот кој што колку долго они до сега, од почетокот на нивните дијализни третмани до сега поминале на дијализа, со body mass индексот и секако со коморбидните состојби. Во текот на испитувањето дојдовме до заклучок дека со овие што ги набројав, поврзаноста и не е така
голема, меѓутоа, односно послаба поврзаност има, меѓутоа има поизразена корелација со болката, со менталното здравје, со когнитивните функции, со енергијата и уморот и исто така со една, ние нарекуваме симптом проблем листа, каде што има повеќе симптоми, каде што опфаќа повеќе симптоми. Со оглед на тоа што ја добивте наградата за најдобра презентација, пред малку исподеливте дека Македонија тука некаде, нели, со светските стандарди кога станува збор, нели, за грижата на пациентите на диализа. Тоа значи дека можеме да се носиме со останатите земји, затоа што споменавте, иако европска, тука има и членки кои што се надвор од Европа. Да, може да се носиме, како што кажав, да, квалитетот на диализата е на високо ниво во нашите центри, затоа што работат искусни тимови, медицински тимови, составени од доктори и медицински сестри, кои што се обучени, едуцирани соодветно за работата која што ја работат. Нашите медицински сестри поминуваат обука, затоа што една медицинска сестра кога заврши средно образование или високо образование, секако не е подготвена за ваква специфична работа. Таа кога дојде во центарот за диализа работи под менторство, поминува обука, која што е и теоретска и практична, работи под водство на ментор. Во нашите центри ние имаме една програма која што се нарекува Ди Академи. Нашите сите центри, сите колешки имаат поминато таа обука и се сертифицирани сестри за изведување на третманите за хемодиализа. Сокица, може ли да, бидејќи така ни стои насловена темата за грижата за пациентите на диализа, првенствено со оглед на тоа што јас и изминативе години сум работела, да кажам, со одредени доктори кои што зборувале за тоа каков е животот на пациентите и дека тоа е, нели, една доживотна малтене состојба. Воопшто не е лесно и, како што споменавте, менталното здравје, здравиот сон се многу важни и веројатно клучни фактори за пребродување на целата ситуација. Меѓутоа, што значи за вас како медицинска сестра поврзаноста, нели, со пациентите или корелацијата која што имате и што значи да се биде медицинска сестра на пациенти кои што се на диализа? Работата на диализа е исклучително тешка. Тоа е работа во специфични услови, не е исто како на други оддели. Се работи во посебно опремени центри со машини, со хронични пациенти кои што ги среќаваме 3 пати во неделата. Пациентите поминуваат по колку часа? Отприлика 4 до 5 часа. 4 часа трае самиот третман, меѓутоа подготовката дека дојдат и дека се заминат околу 5 па и повеќе часа поминуваат во нашите центри. Значи, самата диализа е точно животоспасувачка, го продолжува животот. Пациентите на тој начин живеат, единствен начин за излекување е трансплантацијата. Меѓутоа, шансите за трансплантација и во нашата земја, меѓутоа и во другите земји во светот, сепак се ограничувачки, нели? Така да, единствениот начин за да се има живот, посебно квалитетен живот, е да се остварува квалитетна диализа. Меѓутоа, покрај тоа што е вака животоспасувачка метода, таа е и многу ограничувачка. Пациентите, со самото тоа што кажавме дека 3 пати во неделата треба да дојдат во центар за диализа, значи повеќе од 15 часа во неделата се присутни во центарот. Имаат ограничувања во внесот на храна и течности, затоа што функцијата на бубрезите е затаена, нели, не работат бубрезите и не можат сите овие продукти да се елиминираат. Потоа имаат често пати депресивни епизоди, меѓутоа има и влијанија социоекономски, како и влијанија од обкружувањето, многу ограничување. И сега за да се биде сестра на диализа, значи покрај тоа што сте добро обучени, како што кажавте, треба да имате и многу човечки оние добри карактеристики. И психолог треба да сте истовремено, треба да сте, да, затоа што во текот на третманот
тие 5 часа додека сте со пациентите не можете да зборувате само нели стручни работи, само работи поврзани со диализата, споделувате работи и искуства од секојдневието, споделувате работи за нивните семејства, се радувате на убавите моменти во нивните животи, се случуваат и тажни моменти секако, меѓутоа времето кое што заедно го поминуваме со нашите пациенти уствари не прави како едно големо семејство кое што споделува слични Па да, искуства. малте не голем дел од и вашиот работен ден и нивниот ден генерално, нели 5 часа, не се малку да се поминат нели во корелација едни со други и веројатно мора да бидете едни со други присутни. Го споминавте квалитетот на животот, диализата нели колку толку возможува нели функционирање на бубрезите и понатаму и квалитетен живот. Меѓутоа, каква е вистинската слика Сокица во нашата земја за овие пациенти? И дали имате можеби регистар, вие делумно мислам дека споменавте колку кај вас во центарот се, меѓутоа можеби на ниво на цела земја колку лица се на диализа? Според регистарот кој што се води од здравствените власти се разбира, има околу 1400 до 1500 пациенти на хемодиализа кои што се соочуваат со овие здравствени проблеми и кои што го живеат животот со диализа. Ние имаме дел од нив, значи скоро половината се кај нас, меѓутоа има и во другите центри за диализа. Ние се трудиме на секој начин, значи со многу проекти, со многу вклучувања и на пациентите и секако на нашиот кадар, да со управата секако да направиме што е можно престојот на нашите пациенти во диализните центри да биде попријатен, да го доближиме до домашната атмосфера, ако може, колку што може, нели да биде. Комуницираме со семејствата, постојано контактираме со матичните лекари на пациентите, затоа што покрај тоа што ја имаат нели оваа проблематика со бубрезите, сепак како сите луѓе имаат и други здравствени проблеми, така да многу често нашите медицински тимови комуницираат со останатите институции, дали треба некој да се хоспитализира или веќе е хоспитализиран па да ја дознаеме неговата состојба, со семејствата исклучително блиска врска, затоа што постојано ни треба информации за некој пациент, нели некој несеците во подобро физичко здравје, па да можат да самите тоа да го кажат или да пријават некој симптом кој што се случува дома додека е оној интердиализен период што ние го нарекуваме. Исклучително важна врска. Да. Споминавте хемодиализа. Диализа и хемодиализа. Можеме чисто на гледачите да им споминеме за што станува збор? Хемодиализата е медицинска интервенција која што се изведува во центрите за диализа, значи прочистување на крвта и отстранување на вишокот на течности од крвта на пациентите со преку машина. Значи тоа е еден систем на крвни линии, диализер, други помошни потрошни материјали кои што се употребуваат за третманот. Агресивна метода се разбира, затоа што сепак се пунктираат крвни садови на секој третман. Тоа е боцкање, нели, во специјално направен крвен пристап. Тоа е хемодиализата. И таа се изведува во нашата земја, исклучително во вакви специјализирани оддели центри за диализа. Постои и перитонална диализа, која што пациентите изведуваат во домашни услови, меѓутоа тоа не е вака на крвен начин, туку таму мембраната во стомакото на марамицата што е околу цревата се користи како филтер за диализа. Тоа е разликата измеѓу хемодиализата и перитоналната диализа. Добро, но двете се достапни, функционираат во нашата земја. Ние работиме хемодиализа, многу помал процент на пациенти од сите овие што ги кажав 1400 и 500 во нашата земја се на таа перитонална диализа. Ја споменавме грубо бројката за тоа колку пациенти на диализа има во нашата земја. Претпоставувам и вашата цел
а и на многумина други лица кои што се занимаваат со оваа проблематика, е да се покрене свесноста кај граѓаните за бубрежните заболувања, затоа што бубрезите се едни од органите за кој што нема назад, се од витално значење, и кога еден човек ќе премине нели на диализа, досега зборувавте и опишувавте што значи сето тоа и навистина предизвикувачки дел од животот. Каква е свеста на граѓаните во нашата земја, со оглед на тоа што и работите со години на оваа тема? Па тука морам да кажам дека треба да се работи на подигањето на свеста воопшто на населението за постоењето на бубрежните заболувања, посебно на хроничната бубрежна болест, затоа што, како што кажавме, акутните затајувања како резултат на некои други состојби, се привремени и ќе престанат, ќе завршат и повторно ќе се врати функцијата на бубрезите, меѓутоа хроничната бубрежна болест постепено води до диализа. Затоа треба сите пациенти, сите луѓе, сите сме пациенти, сите сме потенцијални пациенти, да подигањето на свеста значи уствари редовни контроли на лекар. Сите пациенти, сите луѓе кои што се во некој здравствен ризик, со покачен крвен притисок, со диабет, да си прават редовни контроли во специјални амбуланти, се разбира, кај стручни лица, стручни доктори. Што значи, извинете, редовна контрола барем еднаш во годината? Па барем еднаш во годината да се прави некој скрининг, да се види каква е состојбата на бубрезите. Да, воопшто на општото здравје, еве сега ни зборуваме за бубрезите, меѓутоа за општото здравје, и ако веќе се утврди дека постои некој почетен стадиум од хронична бубрежна болест, да се оди редовно на контроли, тие се веќе во соработка и договор со лекарот кој што го води пациентот, оној момент на почнување на диализниот третман колку што е можно повеќе да се одолговлечи. Така пациентот ќе си го има квалитетниот живот пред третманот, ќе добива лекови соодветни за третирање на моменталната состојба, и дури оној момент што неизбежно ќе дојде некогаш, нели посакуваме што е можно подоцна, пациентот да биде во подобра физичка кондиција за да може подобро да го поднесе, да ги помине после диализните третмани. И секако ќе почне со диализни третмани, меѓутоа повторно да ги се придржува на сите совети од лекарите, затоа што ќе биде ставен на листа на чекање за трансплантација. Колку подобро неговото физичко здравје, сигурно ќе бидат поголеми шансите за успешна трансплантација. Исто така, ќе си го продолжи својот живот, ќе се радува на многу убави моменти во животот. Јас во моето 30 и повеќе годишно искуство можам да кажам дека познавам пациенти кои што сум ги запознала пред 30 години, биле млади луѓе, создале во меѓувреме семејства, дочекале внуци, се израдувале на многу моменти во животот. Така да, колку што е ова ограничувачки момент, сепак не може да кажеме дека тука завршува се со диализата. Да. Затоа сте и вие тука во нивната борба која што е постојана и животна и секојдневна, да ја дадете и максимално поддршката од секој аспект. Јас, Сукица, ви благодарам многу за ова убаво интервју. Честитки уште еднаш за освоената награда на тој престижен конгрес кој што се одржа во Холандија. Ви посакувам уште многу други успеси и награди кои што верувам вам лично ќе ве мотивираат и понатаму да бидете она што сте во оваа професија. Јас ви благодарам. Само нешто не испомна во целата таа борба, нели, за подобрување на условите на пациентите, ќе ми дозволите ова да го кажам, и подобрување на условите, ние направивме еден отворен ден пред 10 дена во нашиот центар во Визбегово, каде што луѓето, јавноста имаше прилика да дојде да ги запознае условите, и понудивме бесплатни прегледи, овој скрининг што сега на крајот го спомнавме, во месец октомври да дојдат да си направат една контрола на бубрезите. Со тоа ќе дадеме уште поголем придонес за подигањето на свеста за бубрежните заболувања. Тоа ќе биде цел октомври? Тоа во октомври ќе биде, да. Пациентите се пријавуваат, можат и дополнително да се пријават и да се закажат термин. Да. Инаку за наградата што еднаш ви благодарам, навистина беше едно исклучително искуство да се биде таму на
на таа сцена. Ви благодарам уште еднаш. Заеднички ќе ги поканиме граѓаните, бидејќи вие сте директор на медицинските сестри во центарот Диавирум, токму таму во текот на целиот месец октомври да дојдат и да си ја проверат својата лична состојба и состојбата со бубрезите. На тој начин заеднички ја покриваме свеста за бубрежните заболувања. Ви благодарам уште еднаш.